Инаку за прв пат хартијата на ваков начин и на ваква опрема, која имаме овде, кај нас во Охрид или во Македонија, за прв пат е правена некаде средината на 16 век во манастирот Свети Наум. Тоа е стара кинеска постапка, така наречен метод на гнездо на осата. Нема химикали, нема лепила, нема смоли, потполно природна постапка. Бојата на хартијата зависи од видот на дрвото. Од даб хартијата е нечисто бела. Кога се прави од орев, таа е кафенкаста, браункаста, од среша е розеникава, од смрека е жолтеникава. Веќе во 16 век почнува да се користи и памукот. Така да ова што го гледате овде е правено врз основа на некои записи, списи, може би не е потполно автентична, меѓутоа од прилика на вака изгледала таа опрема која била користена тогаш. Тој интерес го започна татко ми. Јас само го продолжив тоа истражување и на некој начин отворивме работилница во која може да се презентира начинот на таа изработка на хартијата. Започнавме со истражување на таа постапка од историскиот настан на постанокот на хартијата се до доаѓањето во Охрид. Користевме доста литература која ни беше на располагање од разни извори, и наши и од соседите. Користевме литература и од Дубровник. Така да на некој начин успеавме да направиме една реконструкција на таа постапка во манастирот Свети Наум. Беше многу тешко, се разбира. И кога веќе тоа го направивме, веќе стана не само едноставна работа, туку начин на живење, веќе љубов кон оваа работа. Ова е креативна работа, основата е таа. Меѓутоа има многу безброј можности за надоградување на секогаш можеш да експериментираш. Никогаш не е досадно. А најчесто експериментираме со разните додатоци внатре во самата хартија. Користиме најразличити видови на додатоци, поаѓајќи од разни цвеќиња, ливчиња, разни видови на чај, додаваме, да речеме, магданос, оригано. Ево, пред некое време правевме хартија со ѓумбир, со куркума, додаваме кафе. Таму ќе видите, имаме иглички од бор, сушиме мов. Значи, последниот пат направив многу успешна хартија, да речеме, со додаток на црн бибер, обичен сомелен црн бибер, со обична сомелена црвена пиперка. Имаме едно корито каде што стои пулпата за изработка на хартијата, една работна маса и обично дрвено сито. Значи многу едноставно. Ова смеса, рековме, треба да остои 23 дена за да се врзат тие честички меѓусебно. Откако е веќе отстоена, сега овде, во ова корито, имаме ситни честички од даб, вода и рековме дека често додаваме и памук. Обично кога правиме внатрешни листови за нотесите, ги правиме со поголем процент на памук. Така да во овој случај е таа намената. Ево како тоа изгледа. Значи тоа е потполно природно. Нашата преса е правена по урнек на оригиналната преса, која се наоѓа во музеот во Мајнц, во Германија. На ваква преса Гутенберг ја печатил првата книга Библијата.
Планираме нешто специјално што рачунаме дека ќе биде нешто баш ексклузивно, да направиме хартија од крлушки од риба, нормално од охридска риба, така да правиме некои припреми меѓу